5 јавни повици само во Министерството за култура. За реконструкција на универзалната сала Скопјани и Македонија чекаат веќе 10 години, ама работата заглавува. Оддалеку личи дека институциите се трудат. Одблиску може да ви се причини дека некој изведувач е попожелен од другите. Разговараме со Росица Младеновска-Андоновска од компанијата Макаус, која води институционална битка со државата, токму за универзална сала. Вака се, овој процес е започнат уште во времето на кога град Скопје ја почна универзална сала. Значи тоа мислам дека во тој период беше Петар Шалигов градоначелник, меѓутоа откако беше сопрена, откако ја превзема Министерство за култура, постојат 5 објави на тендер, значи за истиот објект. А станува збор во 2024 имаше 3 и во 2025 има 2. Станува збор за не за реконструкција, него за изградба на универзална сала по принципот клучна рака. Клучна рака значи од темел до плафон и све внатре. Значи до опрема до све и така и се вика. Изградба на универзална сала по принцип со интериер по принципот клучна рака. Битката се води пред Државната комисија за жалби по јавни набавки, каде компанијата има низа на жалби. Дел од нив прифатени, а дел одбиени. Во 2024 3 пати имаме поднесувана жалба за јавна набавка и тоа во поглед на тендерската документација. Во двата случаи кога поднесовме, значи во тек на траење на постапката, значи жалба за тендерска документација, 2 пати ДКЖН второстепено одлучува во наша корист и ја поништува, значи ги прифаќа сите наводи. Третиот пат, иако ништо не се менува во тендерската документација, одлучува дека значи своите, како да кажам, своето Првичната одлука, не, двете одлуки за истата постапка одлучува спротивно во одна на што претходно одлучила. Нормално за тоа имавме поднесено после тоа и кривична пријава за двете комисии, и за првостепената и за второстепената постапка, и тоа е во 2024 со претходната министерка што беше. Со овој министер, значи сега има 2 постапки за јавни набавки. Едната беше во септември, мислам 25-та, сега точно не знам, ама тоа може да видиме. Да. Значи две тогаш исто поднесовме жалба за тендерска документација. Значи зошто ги поднесуваме жалбите за тендерска документација? Зашто условите се дискриминаторски. Тоа го има и Државен завод за ревизија, утврдено во претходна постапка. Во претходна постапка за Турски театар, каде што истите услови од универзална сала беа препишани во тендерската документација за Турски театар. И при ревизија државен ДЗР утврдува дека се дискриминаторски условите, значи не постои принцип на конкурентност, и ние за тоа уствари цело време положуваме. Не ни помина жалбата во тендерска, се продолжи со постапката за јавна набавка, се одбра изведувач кој што цело време во сите овие години, значи од почнувањето со град Скопје до ден денес е едниот исти изведувач. Се одбра тој стандардниот изведувач, меѓутоа ние се жалевме и ДКЖН по сите основи, а беа мислам дека 4 или 5, по сите основи ние усвои жалбата и констатира дека е основана и да се поништи постапката. И постапката се поништи, сега во декември се распиша повторно постапка за јавна набавка за изградба на универзална сала по принципот клучна рака. Сега во моментов сме се донесе одлука, повторно е избран истиот изведувач, сега сме во фаза на жалба по одлука, значи се уште трае рокот за жалба, во која што нормално ќе поднесеме жалба и ќе ја замолам комисијата да ги разгледа убаво основите на жалба, бидејќи сметам дека не е постапено согласно насоките од претходното решение, дека во Закон за јавни набавки вика дека секој е должен да ги почитува насоките дадени во решението од Комисијата по жалби за јавни набавки. Загрижени за тендерот биле од власт, па министерот Љутков лично ја контактирал Росица, како што вели таа, за да се откаже од жалбата. На каков начин ме контактираше министерот за култура? Овој министер за култура да се откажам тоа беше во претходната, по која што се оснива нашата жалба, значи се поништи постапката, да се откажам од правото на жалба. Реков дека не се откажувам од правото на жалба, не верувам дека овој изведувач
избраниот и фаворизираниот изведувач може да ја изведе универзална сала, бидејќи во овие 10 години, претпоставувам ако не се и повеќе, од почетокот до ден денес еве Стои како што е. овде сме. Така. Зашто? Заради тоа што не е значи не е работата конкуренција да биде јас или он. Значи работата е дека мене како лично сега дојдов ви се обратив од принцип на како родител. Значи совесно, како совесен граѓанин, пред се родител, пред се мајка. Значи ние имавме пред една година, точно сега ќе се наврши една година, имавме катастрофа која не погоди сите. Не погоди нас, го погоди регионов, една цела генерација на млади луѓе изгубивме. Нешто што нас во државава ни не достигаат млади луѓе. Мислам и сум уверен дека истото ќе се случи со овој објект. Значи нема да одам јас или вие или некој кој, меѓутоа моите деца, децата на министерот, вашите деца, значи нашите деца треба да ја посетуваат и да одат на концерти и на случувања што ќе бидат во универзална сала. Да не предизвикаме ново кочање. Апсолутно не сакам да бидеме. Нити со овој начин на организирање на јавната набавка мислам дека сами продуцираме нови газда дековци, така да ги наречам, бидејќи така оди во јавност. Инфомакс го контактираше министерот кој во разговор со нас кажа дека точно дека ја контактирал госпоѓата, меѓутоа за друга јавна набавка која во тој момент се раскинувала, а не за универзална сала. И додаде дека нема зошто тој да ургира за жалбите по јавни набавки. Не знам за такво нешто. Јас единствен некој што има дојдено кај мене во кабинет е госпоѓата од Макао за аквадуктот. Затоа што го раскинавме договорот, заради тоа што таа нема активна лиценца повеќе од година дена и ни стои аквадуктот таму. А таа нема активна лиценца, не може да работи на тоа. Да, за истата госпоѓа станува збор, само што не за аквадуктот, тоа воопшто не беше некаков предмет на разговор, туку како што кажа, таа било за универзална, нели да ја замолите да се откаже. Ама не може јас да ја замолувам да се откажува кога она нема лиценца активна за работа, зашто да ја замолувам да се откажува? Она нема лиценца за работа. Добро, значи за универзална сала немало никаков модел. Не. Процесот за кој што зборува министерот Љутков се одвивал после трагедијата во Кочани, кога Министерството за транспорт ги проверувало лиценците на сите фирми и од прилика 480 фирми останале без лиценци. Согласно тогаш важечкиот закон, кога ќе добиеш решение за одземање на лиценца, истата важи до рокот на нејзината важност се до донесување на пресудата на управен суд, бидејќи решението на Министерството за транспорт не носи право на жалба. Согласно ова, лиценцата на Макаус тогаш била важечка. Дури и да не била во иста ситуација, бил и другиот понудувач, кој што првично бил изберен, и поради што Макаус се жали на таквиот избор. Заинтересирана била и актуелната опозицијска партија, од каде Росица добила абер и молба да се откаже од овие процедури. Да, имав од опозицијата, меѓутоа таа постапка се уште беше, тоа беше постапката за оваа постапка уште беше во тек. И нормално кажав јасно и еве и сега кажувам дека од жалба не се откажувам, ниту било кое право согласно уставот. Значи жалбата е уставно право на секој граѓанин. И не се откажувам. И повторно ќе одам на жалба. И повторно ви кажам, не за да ја добијам јас или јас да ја работам. Меѓутоа видете малку е сомнително. Ова е тендер, односно постапка по јавна набавка кој што е меѓународна. Невозможно е во сите овие години, во овие 5 постапки, да се јавуваме само јас и он како изведувачи. Односно како понудувачи се извинува. Невозможно. Да не создаваме нови газда дековци е главната порака од Росица. Универзална сала да не биде новото Кочани, да се избира квалитет наместо лични интереси, ако тоа воопшто е можно. Во држава каде и власта и опозицијата и во петок мрсат, кога имаат интерес од тоа.